Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте во новото издание на емисијата Печат. Во Охридската чаршија во 30-тите години од 20 век цветале голем број занаети. Самарџи, бакарџи, опинчари, сарачи, кожари, бербери, ковачи, терзии. Чаршијата била полна со занаечиски дуќани во кои покрај мајсторите имало калфи и чираци. Опинчарот Милан Белески е единствениот охридски занаечија кој во старата чаршија изработува опинци, но сега само како сувенири. Мајстор Милан започнал занаетот да го учи во Заечар, во предвечерието на Втората светска војна. По враќањето дома во тешките повојни времиња, започнал самостојно да работи. Подоцна во работата му се приклучил и неговиот помал брат Ѓорги. Работата цветала во 70-тите години од минатиот век. Денес во старата чаршија, мајстор Милан е единствениот занаечија. Овој сувенир е дело на мајсторот кој, иако навлезен во 9-та деценија од животот, жилаво се бори пред налетот на модерното време. Проследете ја животната сторија на мајстор Милан Белески и неговото животно патешествие во занаетот, за кој, како што вели, му легнал на душата. Денес во Охридската стара чаршија единствен е мајсторот Милан Белески, последниот охридски опинчар. Навлезен во 9-та деценија од животот и покрај натежнатите години, жилаво се опира на новото време, кој ги збриша скоро сите стари занаети. Мајстор Милан во својот дуќан доаѓа само предпладне, по неколку часа во денот, како што вели да се види со соседите од околните дуќани. Не ми е тешко, сакам да го отворам дуќанот и да го почувствувам мирисот на кожата. Во сеќавањето му навираат почетоците на изучувањето на занаетот. Со неполни 13 години заминал да го изучува занаетот, раскажува живо за своето животно патешествие мајстор Милан. На занае дојдов во февруар, 24 февруар 39 година во Заечар. А прво ојдов не во како деца од овдека не испрати, праќаја деца преку привредник во Белград. Во Белград ќе чекаш само да ти дојде некој мајстор да те побарат и да те земит. И така, јас речи си седав еден месец и пол во домот во Белград. Тоа беше дом на добротвор и исклучиво ништо друго. Кој ќе влезеше на тревака, све тие таблите кој како дал, што дал, од каде, како, тоа беше. И не плаќав, не ништо. И ќе те испратеа после кај мајсторот, ако те побараш, ако беше близо тука, ќе даја карта, све, и ќе те испрати. 24 февруари, знам баш, беше Свети Ѓорѓи Кратовски тој ден. Како дете го запаметив и така. А во тие од 39 до 42 година никој не дојде ни да ме види, ни јас дојдов овде да се видам и така. Сега ќе одем некаде децава и после уште нептасан ќе му оди таткото, мајката, ова и она. Јас барам прво да кожа, за преработка на кожа. Али ево кожа, ова е со кожа и немаше што да правиш таму да се правиш, но пушти пак добро излезе сега што да правиме. Ево, живиме од тоа. Во тоа време Милан имал среќа да биде избран од добар мајстор, опинчар од Заечар, кај кого го учел занаетот. Покрај него имало и други калфи кои работеле за мајсторот. Во прво време морал да работи се што ќе му кажеле.
Работа не уво кај него јадење, кај него спајање, кај него учење, све кај него, кај мајсторот. Мајсторот беше обавезен 4 години никакво да плаќање на детето ништо. Само ова беше обавезата да те чува, да те учи. Станиш порано, треба доиш дуќанот да го чистиш, да носиш вода. Тоа не беше вака удобство како сега што имат. Да, ќе треба доиш на чешма да чекаш вода да наполниш и да доиш на работа. И работата што ти ја дават мајсторот треба да работаш дента. Ама мораше така. За она јадење дава имаше, тоа нема да рече гревота е што велат да се жаламе. Калпите те учеа, мајсторот те учеше, имаше помлади калпи, имаше постари калпи, имаше калпи мајстори што беа. Само немаја свој дуќан и работеа кај мајстор. Може немаја возможност да отвори дуќан, како ќе рекол, исто како тие мајсторите што работеа, ти дај партија да работаш. Се те со тие тука док се свати работата малу да почнеш да работаш. Например, да се учиш, ќе ти кажеш вака да го правиш, онака да го правиш и после ти дава самостално да правиш. Ти дај овие, овие, треба да правиш. Мајстор кроени ќе ти дај и да работаш. Тешко беше, ама ќе се навикни човек. За све е така. И кај да одиш неколку дена дур да легниш малу, што се вели, и ќе се научиш. Што правим, тоа беше. За мајсторите вела дека тешко ги откриваат тајните на занаетот. Тоа не било случај и со мајсторот каде што Милан го изучувал занаетот. Јас не знам за други, ама за овие не. За овие ти кажа, ами те малу треба ти сам да крадиш, што се вели. Еден што велеше Методио дека му рекол татко му да му укради ножицата на мајсторот. И тој утрината изел ножиците и му рекол на татко, ево, абе не е вака, да се научиш, бе, ти рекол, не ти рекол да му иземиш ножиците. Почетокот на Втората светска војна го затекнала надвор од дома. По 4 години надвор од родителскиот дом, родителите во тие воени времиња го вратиле дома. После дојдов овдека, 42 година. Ова време вака беше. Преку граница ме препалија бугарите. Тие, татко ми побарал детето ми е во Србија, тоа се мешаше многу таму во Србија. И дојде, ме зедо, ме донесе дома. После почнахме дома да работаме со поправки, све, немаше ни материјали, немаше ништо тога да наиш на дуќан за да работаш. Татко ми тој работеше овамо на гробиша, мајстор беше за споменици праени. Али немаше и тоа му толку многу ко сега што е. И после почнавме да работаме. Дојде она материјал, купевме материјал, правевме опинци за селјаните, прво опинци правевме. По враќањето дома продолжува самостојно да го работи она што го научил кај опинчарот во Заечар.
Во 50-тите години од 20 век на Охридскиот пазар, на просторот кај денешниот суд, заедно со останатите мајстори од Охрид и Струга, продавале опинци на самоделски изработени тезги од јасика. Гледајќи во една стара црно-бела фотографија, стариот мајстор со носталгија зборува за тоа време кога во Охрид имало 5 мина опинчари. Белески ги споменува имињата на охриѓаните: Осман Џумкар, Ремзи Шабан, Невзад Мусли, Бекир и Ариф. Конев си приспомнува и за имињата на Изет Крцовски од Лабуништа и на стружаните Мамут и Осман Џумкар, Иса Хајрула и Џеват Асан. Па имаше вака 7-8 дуќани беа тога. После тие заминаа во Турција. Па што турци беа. Струга имаше и да ја напад, слика наша. Половината стружани се дека. И да ја напад на тезга продаваја. Цела чаршија занетци беше дека. Цела чаршија. Од туда папиш, од онаму. Овие дуќанци на мали работаја. Кој терзија, кој ножар, кој ножи што правеја, ножици што правеја, све тие работеја. Терзи беа и некој поувај мајстори, некој понеувај мајстори, према она како да му беше способноста на луѓето. Некои костуми правеја мајстори имаше, дорамажи имаше, самарджи имаше, ковачи имаше, што немаше во чаршија, кој ќе казанци, тега нема ништо, сега бутици. Беше Ристо терзијава, овај Мариновци беа, со сите се имавме, што се вели, не, што лути да бевне, се поможбевне, што се вели, дај ми требе 1000 динари или 2000 динари, ќе му даеше, ќе ти вратеше, никој не испадна така да ти измами. Никој, тука немаше. Значи јаснав од збор како. Работата со кожа е специфична, има посебен мирис, ама мајсторот е навикнат на неа и не ја чувствува. Мене не ми мириса ништо овдека. Како напад да сум. Ама на вака што влегвет, му мирисат. А овака. Чиста работа е ова. Прво кожата во вар ја клавет и после во вар да седи 2 недели, што ќе остани во неја. Све е ништит. Порано работале и сами работале кожи, ставеле мајсторите, ко немаше фабрики. Кожата ние и кроиме после и правиме што сакаме од неја. Вакво модел, онако модел. Мали, големи, гума излезе, после излегоја гума, табли фабрички. Со тоа познавме, работавме и овие од автомобили, натрешни гуми, надворешни гуми, ко немаше друго. После кој излезе што ми излезе полесно земавме да работаме. Не... Че се адаптиравте на време? Да, према времето и тоа. Опинчарите и сарачите работат со кожа, но се разликуваат како занаети по предметите кои ги прават, раскажува Милан. Опинчар прави опинци. Само опинци прави тој. Овие за што и носе се. А сараци прават опреми за којни.
Od koža čovjek sve pravi. Remena za kućina, za lovzi, sprema, sve to rabotavne. Koji će dojdeće opinciju, poće odeja toga i to rabotavne. Posle izlegoja sandali, izlegoja римјанки, речи си, прв имам почнато во Македонија да правам, овие и правя во Грција. И после бивав, ту може да се направи, не, она. И направи, и добро беше, со ними беше, речи си, најубо. Помалу работа имаја, а поќе се трошеја, младиќе. Правебни заврзвање вака околу со бела кожа. Почна туристи да идат, за ними работавне. Излегоја овие фолклорни групи и за ними работавне вака група. Сега нема сега. Тога со ними работавне. После излезе ова фабрики за овие што прави, бата излезе, опинци прави, опинци гумени правеа, пирот, опинци гумени правеа, Ниш, опинци гумени правеа и тога пропадна замајтот наш. Кој имат поубај, што барат овде да купите? Не, летно време тие беа затворени. Не може горещина веќе на селяните, купе од овие насиви. И поевтини беа насиве према тие што и продаваја. Тоа. Занает. И ден денеска има излегве работи што не сме и работале. Ќе се види, ќе си види како и правеле овие. Ali poznato ti je, da se buniš, da reciš, ova ne znam da go napravim, ovo napravim i po ovo od nego. Занаетите изумираат. Мајстор Милан жали што нема интерес кај младите да го изучуваат опинчарството. Сите што се најбев со колеги од Србија, кај се купине материјал, ќе го опиша. Кога си ојде на 39-та година. Подосна никој не одеше вели на занает веќе. Готово. Заврши работата со занаетите. Сега бетер. Ево, во толку време овде, кај што работаме ние, ниедно она не е дојдено да речи сакам или татко му или она сакам детето да се научи никој. Не, треба да се работа, не треба. Па треба 4 сати, ама да седи да работа. Затоа не сакам младиве да учат занает, треба шетајни, саке да шетат, ево да нема шетајни. Нема, речи си во струга немат. Гледа, јас ништо нема да во струга, не работа никој. Имат еден прајд некој вака, кој за овие друштвава му порасвет, не го знам кој е. Баш некни дојде еден одека, Вујко ми прајд, рече, кој ти е Вујко? Ми каза некако име. Ама рече, тој беше во Америка, вели. Тој писци правеше во Америка. И овдека, рече, ме реко, не му е во пинци, рече, туку, не мајка да е прави, писци прави, рече, и сега. Убаво е да имаше некој, не ќе живеше, ќе живеше, али не.
Мајсторот се сеќава на златните времиња кога цутел занаетот. Го издвојува периодот на 80-тите години од минатиот век, кога во Охрид биле најбројни холанѓаните како туристи. Златно време од 65-та до последното тука. Тоа беше. Тога имаше поќе после туристите патија да идат. Од други немаше она веќе да чекаш. Од селјаните немаше веќе. Немаше. Најдобри мушери тие, холанѓаните. Холанѓаните се. Покрај холанѓаните, ево кои туристи? Секакви имат. Русите се увај туристи, турциве се увај, она. Што баре турците, ево? Што баре? Од овие мали бе барет. Од овие сувенири мали. Ама сакат да се пазаре малку. Вчера баш му велам еден добро, зашто не каза ти му велам, оту сакаш да се пазариш. Јас знам и инаку да ти речам. Се смејт. Жена беше. Овој комшија, нејнашница си има там беше. Не рече овде не ти вели, ако си ни 5, да ти речи 15, овде ако си ни 5 ти вели. И така е. Ама, не, да било вака, да било така. Во минатите децении низ работата се случувале разни случаи кои мајсторот ги памети и ги раскажува со задоволство. Се сретнувал со различни луѓе од светот. Постојат бројни анегдоти од работата за кои раскажува мајсторот, а ја издвојува последната средба со своја колешка од Германија. И седна на ова одека, на Реслава. Ево, и јас имам рече вакво. Ама ние работаме за којни, за спорт. Ми кажеше слики којни со узди, со едно друго. И се слика еден, со неја беше, слика, и после 10 дена ја најдам сликава фрлена од пошта, како дописна карта, како честитка беше. И ево, ми ја даде. Имаше еден словенец, јас му велам, ово за коња. Ама нема коњи, молам сада. И тој ми рече, коњи има много, рече, по којчеш ми. Тој сакаше друго да каже. Реко, тоа е. Со селјани вака, ќе купеше опинци и ќе дошол понеделникот други, во понеделник и даја. Ќе речеше, овие се мали ми се. Добро. Шом ти се мали, дај му 2 броја поголеми. Овие ми се големи. Дај му истите, што и вратил. Рече, овие тамам ми се, рече, калап на ногава. Ево ти. Истите и донес, истите и седе. Секакви она идат. Неко што веле сакаш да не што намерно да го мамиш. Така се употреби тој збор. Мамејнето. Нема ме. Мораш да се прилагодиш на луѓето. Ами на луѓето ми кажа, гледаш ту не е така. Ми сега не е така, не е, ама мораш пак да молчиш. Да се правиш помал. Да дојдој пак. Мушери имам, не. Ресија некому ќе му даев, не. Некој ќе платеше на време, некој не ќе платеше. И така се
вртеше работата. На неговиот дуќан има еден избледен надпис «Зборувам холандски». Тоа е само реклама за да го сврти вниманието кон купувачите, вели мајстор Милан, и со насмевка кажува како таа реклама настанала. Тоа холандски збор. Некој збор. Вака, тоа го написа еден ондека, еден стар холанѓанин. Го написа, што е ова овдека, молам? А може зборуваме, ние не зборуваме холандски. Знам рече од не зборбите. Знам јас рече. Ама ќе се научите. Добро. Кога го напиша ова? Гледам од 1960. 67 година, кога почна да иде холанѓани. Еден стар беше, го знам, ми текми сега. Ама ние не знаеме, знам рече од не знајте. И сега се чудят. Една година беше знам тога недела беше. Бевме на фудбалска утакмица, Охрид играше со некого и си дојдовме, отворив овдека и влегле еден двајца, еден постар, еден помлад. И седна тој стариот. А тој што тумачеше и тој знаеше српски. Рече господинов ја рече амбасадор на Бразил во Југославија. Добро. После нему му праве ни ко папуци, мислим, порачани. Хајде, да му направив не и му испратив, многу благодарен. Тој беше. Имаше и други вака што изгледа. Локацијата на дуќанот во старата чаршија никогаш не ја менувал. За изработка на опинците и останатите предмети од кожа употребува најразлични алати. Дај ми го ако сакаш овој опиноков. Тој. Да ти кажам зошто е ова. Ова кој ќе го редиме накала, ова не е клаен накала. Ќе земиш со ова и ќе отрнеш, вака и ќе удри со чекан и ќе излези лајце и после ќе го дотербиш. Од тоа. Ова не знам ни која има праено и че има праено. Имаше Љуто, еден ковач овдека Каршија. Тој одеше по отпад ваму. Земаше материјали за прави и ни ја донесе. На, рече ова, ви требите, рече вас. Ала ти овдека, што ќе, некој фабрички се, некој сам ќе си направиш. А овие ножеви што се, овие вака. Овие еден германец ни купи, ни даде од Германија. Од Аусбург беше, Терзија беше тој. Тој што ви треба рече, има во Германија специјален дуќан за сараци, за дограмази, за кондорази, специјален дуќан, само алати продават, ништо друго не продават. Убаво, не, да ни пушти тоа. Ова пергил, што го викаме ние, ова ни го даде, ова е за вака, за чошина земење на кожава. Вака го прави мазна убав. Имаше едни замби за ремена, отворени навака.
ваква за ремена отворење. Ваква ни донесе за ремена сечење. Таа дома е, не е овдека. Нема што сечиме сега. Не е ој некако работала со ремената. Имат по бутици по вамо таму, од секаде и носат. Денес работата опаѓа, нема побарувачки наопинци, освен како сувенири, вели мајстор Милан. Додава дека сега е најфотографираниот занаетчија кој го сликаат и по 20 пати во денот од страна на туристите. Сувенири се тие, да. Кој купува, ево, Кој купи? Купи вака за во ауто, за на деца му носят поклони, за некој и зема за клучот на шифонерите и клавето. Кој како. Ова е разна работа, и ти вели, сакаме да имаме добро. Патроли за пистоли, ево, 5 години немам продајано патрола. Значи не сме да го носи пистолот со него. Кога има дозвола, некој со дозвола носи. Некој ќе речи вакови е нема и тој се знае за кој, за како е. Да кажеш, ама може чинит, може не чинит, сега не знам јас, ти ќе го вратиш ако не чинит. Ловджиите барат оние реденици за... И тие послабо. И тие послабо, ловджиите не барат. Абе што, еден кола ловджиски од 30 години. Ќе купи, не ќе купи секоја година. Мајстор Милан со тага во очите се присетува на златните времиња на опинчарскиот занает. Подоцна во занаетот му се приклучил и помалиот брат Ѓорги. Никогаш не зажалив што бев опинчар, ја сакав работата и имав убав живот, вели Белески. Добро, не. Куќа направиме, живееме. Што може да направиме друго од занает, од рачна работа? Не ишто друго. Да се збогатиш не можеш. А да живиш пристојно, што велат. Да не се страмиш. Толку 70, може и 2-3, да не. Ништо нема менато од ова работа. Да рече, беше ваму, работаше, после пак фати, не, ова е. Друго не. На то легна, што велите. А не, да рече, ти ки знае, ти не, то не го имаме речем. Благодарни. И сега идам овде 2-3 сати во денот, колку да се видиме вака со комшиве. А нешто на Росито немат. Ево има 25-16 години, немам дојдено после ручек овде. Се оди во 2,5, во 2, кога дојди, кога не дојди, кога врни не идам, така. И одам пешки, колку да ми се пуштат ноздете, што велат. Оди, дојди, да врви времето.
Мајстор Милан Белески никогаш не престанал да го сака опинчарскиот занает. Вели, му легнал на душата и нема откажување до последниот здив. Стариот мајстор единствено жали што никој од неговите блиски не покажал интерес да го наследи. Продолжува да работи и да ги обликува опинците кои сега се купуваат како сувенири, за да го зачува опинчарскиот занает колку што е можно подолго под налетот на новото време.